пресред на новата 2026 година разговараме со директорот Кире Јоновски за предизвиците и успесите со кои се соочува јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Борка Талевски Прилеп. Со кој што е тоа што се соочува болницата, кои се плановите за 2026 година. Директоре, добар ден, добре дојдовте во емисијата Муабет и месо. Со вашето доаѓање како менаџер на една од најчувствителните и би рекла една од најважните институции во Прилеп со оглед на тоа што здравството е и здравјето на граѓаните е најбитно. Веднаш пристапивте кон една финансиска, јас би рекла, консолидација на институцијата. Зошто беше потребен тој чекор? Па кога дојдов како директор, сега има повеќе година и пол, болницата, знаете, ја затекнав во една незавидна ситуација со преку 200 милиони денари долг, со доста тужби, закани, со блокади за неисплатени обврски спрема добавувачи, спрема јавни предпријатија и останати други персонал, вработени, пензионери, отпремнини, сите беа закочени работите. И направевме една анализа да видиме каде може да заштедиме, каде може да ги зголемиме средствата. Имавме поддршка доста од фондот, од владата, од Министерството за здравство. И значи заедно со колективот успеавме да го намалиме долгот, да го преполовиме, кој беше околу 200, сега околу 100 милиони денари. Сега со стојбата е ликвидна, значи, и во блиска еднина се надеваме дека долгот уште повеќе ќе го намалуваме. Сите јавни предпријатија се, значи, должници, никогаш не биле, спрема анализите, никогаш не биле во позитива и не сме да биде во позитива. Значи, долгот некогаш во минатите години се движел околу 50, 60, 70 милиони и таа состојба е ликвидна за да може да се прават исплати и да се прават и да се купуваат нови апарати, нови средства за потребите на болницата. И токму кога сме кај новите апарати, за она што е потребно на болницата, се разбира, медицинските апарати се на првото место и вие станавте на интересна институција каде што голем број на луѓе, на компании, на здруженија сакаат да донираат и да помогнат на болницата. Но верувам дека болницата и апаратите кои што се донесени во оваа 2025 година не се само од донации. Предпоставувам дека и вие, она што ви е потребно, веќе успевате да го набавите, бидејќи еве на стартот кажавте дека финансиската состојба веќе полека се стабилизира кога направивме еден кус сублимат на она што се случуваше на стартот. Зошто и како е интересна болницата да биде привлечна за донаторите? Сметам дека донаторите препознаа во раководството дека работиме честно, работиме професионално и во интерес на пациентите. И најдуваме начин да му се заблагодариме. Нашите потреби што ги имаме ни излегуваат во пресред. Во претходно или во други институции не знам зошто не излегле во пресред. Значи, меѓутоа овде гледам дека тие препознаа дека сме со добра мисла, дека сакаме здравството во Прилеп да го крениме на повисоко ниво и тоа сметам дека доста донатори ни излегува во пресред затоа што сметката ни беше блокирана и не можевме во почетокот да направиме некои капитални инвестиции. Иако беше толку блокирана и го намаливме долгот, значи можам да кажам дека со сопствени средства во вредност од над 50 милиони денари болницата доби
доста нови современи апарати. И за прв пат во Прилеп се почна некои процедури, диагностики кои не се изведуваат тука, за граѓаните одеа во другите градови. Тие процедури не се нови, ние не ги измисливме, значи во Скопје работат по 20-30 години, меѓутоа не знам зошто ете во Прилеп не се работеле тие. Можам да ви набројам дел од новите инвестиции, значи со сопствени средства што ги задовме. Значи имаме нов стерилизатор болницата, нов дигитален рентген за рентген одделението, потоа на гинекологија, да почнеме од поспратовите, почната е хистероскопија, значи задовме апарат за лапароскопија и хистероскопија. Минатава година се почна со процедурата хистероскопија, за следнава година ќе почнеме и со лапароскопија, со помош на доктори од Скопје, а и докторите од гинеколошко одделение ќе одат на едукација и во Скопје и во соседни и во други држави, за да пациентките од Прилеп не мора да патуваат во други градови. Имаме значи нов апарат за анестезија, нови 2 вентилатори за анестезија за во интензивната соба, што порано не биле купени дури во корона кризата. Што биле клучно и важно, претпоставувам, во тој период. Потоа, значи, тие се апарати за механичка вентилација. За гинеколошко одделение исто така е купен нов електричен гинеколошки стол, родилен стол, автоматски, значи, не од тие старите што се користеа 30 години. Потоа набавен и нов апарат за ехоапарат за гинекологија, така што пациентките нема да чекаат само кај еден доктор, може да се прегледуваат и во 2 амбуланти. Набавени се нови хируршки светла за хирургија. Купени се нова опрема, борери, пили за ортопедија. За очно одделение во завршна фаза е ОТЦ апарат, кој помагна доста за диагностика и лекување на проблемите што ги имаат во офталмологијата, зашто досега пациентите одеа во другите градови. За хируршко одделение исто така сега сме во фаза на набавка на нов инструментариум. За уролошкото одделение исто така е доста опремено со нов лапароскоп кој се користи во операциите, зголемен е бројот на интервенции на уролошко одделение за поголем процент. Исто така имаме, значи, во фаза на набавка, сега сме на нов ехоапарат за нервно одделение. Сега имаме една демо верзија и од следниот период ќе се почне да се гледаат каротидите на пациентите. Имаме 3 доктори кои ја изведуваат таа процедура. Значи, сето тоа е, само минатава година, некаде од вредност од 50 милиони денари. Може би некојаш народот реагира, се ви од донации, се вие ништо немате купено, меѓутоа не гледам причина за наши апарати што сме ги купиле, сега толку да ги промовираме. За донациите мора да му се заблагодариме на донаторите. Значи сме успеале, значи во вредност од 32 милиони денари да собериме донации за болницата. Значи сето тоа е некаде околу 80 милиони денари, нова апаратура, современа апаратура. Што за една година мислам прилично солидно. Секогаш може и повеќе, меѓутоа ајде да бидеме скромни и да се... Да, ова е за она што беше во 2025 година, но се разбира, покрај тоа што е потребен на медицинска опрема, е потребен и кадар. Каква е кадровската екипираност, бидејќи постојано
Јас би рекла во наводници, како пациенти кои што ги користиме здравствените услуги на болницата, на Прилепската болница, се жалиме во недостиг на лекари и сакаме побрзо, подинамично да бидеме прегледани. Каква е кадровската екипираност во болницата? Имаше и, мораме да кажеме, и одредени привривања, вработувања, па нема да има вработувања. Како со сето тоа вие се справивте како менаџер на болницата? Кога започнавме кога станав директор, значи имаше 124 вработени со договор на дело. За да во минатава година добијаме за нив согласности и да ги вработиме со трајно вработување. Значи, вработени се 21 доктор, еден стоматолог, што е голема бројка, да речеме, за тој профил на докторите. А исто така вработивме и 8 доктори од приватна специјализација и ја добија државна специјализација. Што значи бројот станува околу 30 доктори. Завршена исто така е за медицинските сестри. Значи имаме вработено нови 40. Мислам се трансформира од договор на дело до трајно вработување 49 доктори. 49 медицински сестри. Значи, секоја година треба да има нови вработувања. Значи, колективот се менува. Околу 4-5% одат во пензија. Значи, секоја година треба да во здравството да имаме нови вработувања, за да се надополнуваат тие што се во пензија. Или на некој друг начин ја напуштиле болницата. Бидејќи лекар не се станува... Лекар не се станува преку ноќ, посебно доктор специјалист. И сега овие 21 доктор, значи кои ќе земат специјализација следната година, тие ќе бидат специјалисти тек по 6 години. Се менувал ли до сега така кадарот во болницата? Како било во претходните години споредбено? Значи, моментално на сите одделенија ни фалат доктори. Од доктори никогаш нема вишок, нема повеќе. Стално има потреба на доктори. Некои одделенија имаат помалце, некаде, да речеме, ајде, може да се каже дека има некој оптимален број. Меѓутоа, генералната слика е дека секаде има потреба од повеќе доктори. И во зависност од годините, во зависност од таа непланска работа, некогаш непланско кадровско решавање, некоја година нема доктори на едно одделение, па некој период нема на друго одделение. Така, таму каде што нема доктори, значи тој проблем го решаваме преку ангажирање на доктори од други градови. И ако сумираме на крај, колку сеопфатно или колку луѓе работат или се ангажирани во болницата или болницата со проширена дејност, недостасува и ли, се ми е прашање, технички персонал? Да, недостасува и административен персонал, и технички персонал, и медицински персонал. Бројот е намален за повеќе од 100 вработени во изминативе неколку години. А ни се неопходни, или? Па се неопходни, значи, затоа што кога ќе се намали бројот на вработени, работата ја превземаат другите вработени и тогаш мора да имаат плюс работни часови, да остануваат после работа. И болницата, мора да ја потенцираме, не ги обслужува само прилепчани. Да. Кој регион вака ни го фаќа? Кои пациенти доаѓаат се тука? Значи, доаѓаат пациенти стандардно, како порано, од Крушево, Македонски Брод. Сега имаме доста пациенти од Кавадарци, од Битола, меѓутоа имаме и од други градови. Пелагонискиот регион е опфатен со... Пелагонискиот регион е опфатен, значи имаме град од Ресен, од Југоисточна Македонија и од Скопје имаме пациенти.
Но она што е интересно и што се покажа во оваа година, направивте неколку нови, или би рекла јас новија, и вие рековте дека тоа можеби се прави пред 20 години во клиниката во Скопје, направивте хируршки зафати кои што не биле изведени во Прилеп и кои што имаат можност пациентите да не ги користат потребите на Скопје, туку да останат тука во Прилеп. Беше акцент ставен повеќе на ортопедското одделение. Има ли планови за некакви зафати, дали хируршки, дали некои други интервенции да се направат и во другите одделенија, да ни образложите за што станува збор? Да. И каква е таа помош, односно дали може, би рекла јас, да настани децентрализирање на здравството за подобро обслужување на пациентите? Да, ви кажав, значи, во почетокот дека почната со нови интервенции на гинекологија. Хистероскопија, лапароскопија ќе почне во следниот период. Таму ќе биде ставен акцентот. А на ортопедско одделение, значи, почнавме со операции на ребетен столб. Добро се сеќавате кога пред известен период, година и пол, две сега има поминато, кога ја направивме првата операција на колено. И сега таа е стандардна операција, имаме околу 50 пациенти оперирано. И бројот на протези на пациенти секоја година побарувањата се зголемуваат. Така да секој почеток е тежок, меѓутоа со помош, значи, кажавме, со доктори од Скопје, после излесен период, и докторите во нашава болница се осамостојуваме и работиме сами. Медицината е таква гранка, таква дејност, што знаењето се пренесува од доктор на доктор. Тоа останало уште од времето на Хипократ, значи, постарите доктори треба да го пренесуваат знаењето на помладите доктори. Тоа е во секоја професија, да. Добро, али во медицината е најспецифична во тој дел. И, значи, ние сме отворени за тие работи, значи, ја ги охрабрувам сите колеги кои сака да воведува нови методи, да воведува нови прегледи, нови диагностики. Значи, ви кажав, на нервно одделение следниот период почнуваме со ехо на каротиди. Стрес тестот ни е пуштен во функција на интерно одделение, беа доктори, сестри на едукација. Значи, процесот за осовременување и воведување нови методи е континуиран. Во секој случај ни следи сега една друга година и јас вака е некако крај на овој наш разговор би сакала да ве прашам што во моментов и недостига на болницата, што е клучен, значаен проект што би можеле да ни го посочите или што би бил предизвик за 2026 година? Дали тоа е од кадровска страна, од медицинска болничка опрема или пак инфраструктурно? Има или сите тие па взаемно се планирани за 2026 година? Следнава година исто така планираме по сите оддели да имаме некои новитети. Сите раководители што се под одделенијата имаат свои барања за осовременување и за континуирана нова современа опрема и нови методи. Дел по дел ќе бидат сите воведени, ќе гледаме да успееме се што му треба на населението во Прилеп, на пациентите, а и за од другите градови, да ги воведуваме. Гледаме потребата и барањата за кои болести, за кои диагностики најчесто одат во други градови, најчесто одат во приватни болници, за да ги воведиме тук. Да. Гледаме да имаме одреден број на пациенти, за да можеме да ја воведиме. Сега ако се бројот на пациенти годишно мал, околу 5 или до 10,
не гледаме потреба сега таа процедура, да ја воведуваме. Инаку проблеми во здравството има, стално има приоритети, стално има потреби. Никогаш нема да ги решиме проблемите. И во најбогатите земји има проблеми во здравството. А и кај нас да кажеме дека и населението и нашето не сме скандинавски тип. Прилепчани се потемпераментни, сакаат побрзо да бидат услужени, сакаат побрзо наеднаш да се среди нешто. Сигурно и вие, јас имам контакти со колеги што се во Германија, во Шведска, во други западноевропски земји, каде што за едно магнетно снимање или за еден преглед се чека месеци или години. Додека овде кај нас многу побрзо ги решаваме тие проблеми. Инфраструктурно, дали ќе се подобри болницата? Има ли предвидувања во однос на средување на условите за работа и на лекарите, но и се разбира за подобри услови на пациентите? Да, имаме и такви проекти за инфраструктурно средување на дел од болницата. Следнава година ќе правиме реновирања во некои од амбулантите, во одделенијата. Имаме идеи така и разговараме со докторите кај што има потреба да направиме некои реновирања за да биде пофункционална работата. И вака еве за крај, иако реков дека ова ќе биде последно прашање, би сакала да ве прашам каква е соработката со Министерството за здравство, каква е поддршката со локалната заедница и локалната самоуправа, каква е поддршката на граѓаните за сите овие активности што ги прави болницата? Значи, паралелно со ова ние зацврстивме соработката со локалната самоуправа, имаме огромна поддршка. Исто така, значи, поддршката, како што кажав, од Министерството за здравство, од фондот и од владата, имаме огромна поддршка за да направиме децентрализација, за да имаме поголеми современи процедури во нашата болница. Меѓутоа, проблеми, кажав, има. Финансиски дел стално е проблем. Верувам дека продолжуваме понатаму да се грижиме за здравието на пациентите и се надевам дека ќе имаме можност да имаме уште посовремени апарати медицински и уште пообразовани кадри за да можат да се грижат за нашето здравје, бидејќи како што и кажавме на почетокот, здравието пред се. Благодарам. Ви благодарам што ни бевте гостин во нашата емисија и верувам дека ќе се гледаме, слушаме и ќе ги следиме вашите успеси или ќе ви критикуваме и во 2026 година. Ќе бидеме еден вид партнер, односно да пренесеме се што пациентите ги загрижува, а верувам дека соработката ќе ни продолжи во добро темпо и со добри вести. Да, благодарам на емисијата, значи слободно може да се критикува, слободно може и да се пофали. Секоја критика е добре дојдена. Ја ги следам сите критики на социјалните мрежи, тоа гледам потребите на пациентите, ги охрабрувам се повеќе да речам, ајде не 100%, ама 90% имам одговорено на сите пациенти, на сите граѓани или во порака или се слушаме. Можете анонимно да пријавуваат за секој проблем. Само така можеме да ги решиме проблемите. Заеднички. Заеднички. Благодарам.